Добар ден, среќен ден од градскиот парк во Скопје. Еден простор кој е синоним на фудбалот во Скопје, на фудбалските клубови кои гравитираат тука, Вардар и Работнички, кои децении наназад обстојуваат, живеат, екзистираат на овој простор и се паметат деновите кога се играле големи фудбалски надпревари од некогашната прва или втора сојузна лига. Овде на овие простори вриел од фудбаломани, од фудбалски симпатизери. Днес и тоа е убаво подсетување и еден убав шлагворд за нашата нова емисија, да не кажам и нова рубрика, ново лого, нова визија, нова идеја на нашиот YouTube канал Дургутов, каде што во рамките на пета димензија во спортот одиме со еден нов серијал, една фотографија, 1000 зборови, или во пета димензија обратно свртено 1000 фотографии, еден збор. Документацијата на скок, колекцијата на фотографии, благодарејќи на Томислав Димовски Бучки, Робе Спасовски Роби, Слободан Ѓурич, може би ќе испуштам некои, плејада на други фоторепортери кои дале свој придонес, е многу богата, и ќе одиме со тие фотографии, со приказна, и во текот на 2024 година ќе го гледате овој серијал на овие приказни. Првата фотографија датира од 1991 година. Ќе ја видите, ја гледате, ќе зборуваме за неа. Одиме во продолжение. Една фотографија, 1000 зборови, 1000 фотографии, еден збор. Тоа е YouTube каналот Дургутов. Од 1987 година црвено-црните символи на сите кои го сакаат, навиваат, поддржуваат или се симпатизери на Вардар, знаат што им значи оваа бројка. Тоа е на символика на формирање на навивачката група. Нашата прва приказна во серијалот од рамките на пета димензија во спортот, една фотографија, 1000 зборови, датира 4 години после оваа бројка. 1991 година, некаде декември месец, Скок некаде, неделниот спортски магазин Скок со 4 месечен стаж. Црвена Звезда Белград, во чии редови игра Дарко Панчев и Илија Најдовски, после европската титула во Бари во мај, ја освојува и титулата светски првак во декември после победата во Јапонија на Тојота купот надпревар против Коло-Коло 3:0. И Скок доаѓа до идеја да го искористи овој настан и да направи една ревијален надпревар во Тито Велес, или Велес сегашен, во спортската сала 25 мај, каде што играат репрезентацијата на Скок, за која требаше да настапат Дарко Панчев и Илија Најдовски, и една комбинирана екипа на Вардар, предводена од тогашните силни вардарови фудбалери, тогашните силни вардарови звезда. Ова идеја дојде од Скок, од редакцијата Мирослав Нуновски Лав, Ѓорги Стоеменски, Бошко Трпески, Мијалче Дургутов, Милорад Стојмановски, Мишел. Меѓутоа, и мозокот на оваа организација беше славниот Веливор Ѓаровски Ѓаро, едно познато име, да не кажам за него, славно име кој има многу длабоки корени со фудбалот, со Вардар и така натаму и така натаму. И Ѓаро, мене како некој одговорно техничко, оперативно лице за фудбалот, вика Мијалчо, правиме у Велес мал фудбал, ќе дојдат многу познати имиња, ќе дојде Атанас Костовски, Таско, кумот на Скок, ќе дојде Наум Петрески да не забавува, Блага Петреска, ќе дојдат звездите на Вардар, на голот ќе брани Петар Милошевски, ќе видиш тука ти, некој оперативец, и така натаму, и така натаму. Ја велам, Ѓаро, добро, тоа е. И тргнува работа. Фотографијата што ја гледате е снимена во салата 25 мај.
на нея Атанас Костовски Таско, јас сум до него, овде до мене седи Петар Милошевски, за жал покоен, голем голман. Наум Петровски е тука некаде меѓу нас, а на другата страна, малку подзаскриен, со едно младо лице, едно момче младо, симпатично, е Горас Михајлов, сегашниот шеф на стручниот штаб на Вардар. Еве како животот пише во романи. Горас Михајлов е поврзан со продукција Скок од 91 година. Сега ќе го има и во продукција Скок 2024 година. Една фантастична, добра, емотивна фотографија и направена во еден амбиент каде што верували или не, во салата 25 мај беа продадени околу 4500 карти, можеби 5000. Имаше публика горе на овие екрановите седеа. Ќе кажам сега во продолжение нешто повеќе за тоа, за тој ревијален натпревар поврзан, реков, со нашите македонски звезди кои станаат светски прваци. Во една прекрасна атмосфера, медиумски, маркетички напумпана и од нас, од редакцијата Скок, со огромна подршка, реков, од Беливор Джаро Стуџаро, кој некаде на саат и по два, можеби нешто повеќе, часови пред почетокот на овој спектакл од 25 мај во Велес, најави дека церемонијалот малце ќе се различи, бидејќи ги чекаме да пристигнат во секој момент Дарко Панчев, Илија Најдовски. И публиката беше навистина прекрасна. Добро се сеќавам дека имаше еден мал дел од комитите кои се на некој начин неизбежен декор од вакви настани, големи фудбалски представи. Можете да замислите во салата, немаше кај игла да се фрли. Доле на паркетот едни фудбалски звезди, тогашниот состав на Вардар, малку заселен со ветерани, од другата страна комбиниран состав. Во целата таа работа, ние долу, на оваа слика што не гледате, додека фудбалерите полека нешто се подготвува или загрева, правевме едно извикување, имаше наградна игра на Скок. Таа привилегија, да кажам, ми падна мене, онака пристојно спортски дотеран во тоа шалче и кожна јакна, со кумот Таско овде со помош. И Наум Петровски ги влечевме од кутијата добитниците на наградната игра, организирана во Скок, на која требаше да одговорат на прашања поврзани со титулата светски првак, реков, освоена од Црвена звезда, во која игра Дарко Панчев, Илија Најдовски. Во салата вриеше, луѓето скандираа, навиваа, беше навистина импресивна бројка. Имаше публика долу на паркетот, имаше публика горе на платформата. Дури едно време малку настана една ситуација околу безбедноста на таа публика, на тие навивачи, како сето тоа ќе се регулира. Јас со помош на Атанас Костовски Таско некако ја контролиравме таа ситуација. Таско беше новинарски цар во тие години, млад, да не речем во полна форма, уште далеку пред заминување во пензија. Јас полн со енергија, како некој млад новинарски пастух, трчав, без да се умора. И сето тоа одеше премногу добро, премногу убаво, емотивно. И од оваа временска дистанца во завршниот дел од оваа емисија ќе кажам нешто повеќе за чинителите од оваа слика кои денес се чинители во Вардар или се поврзани со Вардар. Убави времиња, убави фудбалски моменти, кога мислам дека луѓето пожестоко, поемотивно, поемоционално го сакаа фудбалот, се уште живеевме во таа еуфорична маса од квалитетот на тогашниот, да не кажам, југословенски фудбал, каде што нашите македонски фудбалери играа извореден фудбал надвор од нашата држава. Времето минува, фудбалските спомени остануваат од 1991 година, па понатаму Петар Милошевски
го обранеше уште неколку години голот на Вардар многу успешно во тие првите шампионски години на Вардар од осамостојувањето на македонскиот фудбал и направи еден за тоа време и во тие услови еден изворедно голем трансфер во Турција, каде што касата на Вардар добро беше наполнета од неговите голмански квалитети. Петар Милошевски полесно бранеше за македонската фудбалска репрезентација на почетокот во селекцијата под 21 година која водеше Јован Икушев. Подоцна беше ангажиран во фудбалските структури на Фудбалската федерација. За жал, во несреќни околности прерано го заврши неговиот млад живот, а во знак и почит остана Петар Милошевски името на спортските терени комплексот при Фудбалската федерација на Македонија. На фотографијата е, реков Горас Михајлов, едно изворедно Вардарово дете, талентирано момче кое со неполни 17 години влезе во првиот тим на фудбалскиот клуб Вардар, заигра, дебютираше и долги години го држеше тој рекорд. Искрено не сум сигурен дали некој со помалку години дебютира. И релевантно, Горас Михајлов направи добра фудбалска кариера. Пред неколку години ја почна и својата тренерска кариера со целосна едукација, со сите тренерски нишани, со овие лиценци и така натаму, и со еден завиден минат труд кога се во прашање неговите години, неговата возраст. После Борис Велес, еве еден синоним, сликава од Велес, Горас беше тренер на Борец еден кус период, па беше на прволигаш од Силеск, со кого заврши на 4-то место. Сега е во неговиот Вардар, во нашиот Вардар. И тоа само по себе покажува зошто е овој слоган еден живот, една љубов. Ова се однесува и за Атанас Костовски Таско, нашиот кум, спортски новинар, доајен, кој покрај големиот број репортажи за фудбалскиот клуб Вардар, легендарни фотографии од генерациите на Стјепан Бовек, дури и пред него Дончевски, Андон Дончевски, Шулимчевски, па Дарко Панчев, Најдовски, Канатларовски, Савески шампионската генерација, до неговото подпаролско место во Вардар. Ми се чини дека Таско беше и прв подпарол на фудбалскиот клуб Вардар. Многу успешен тогаш беа тие шампионски години, па несреќен сплет на околности, како што самиот во неколку прилики ми рекол, ја имаше таа чест да биде председател на Вардар, кога Вардар испадна од првата фудбалска лига, а на некој чудесен начин и до ден денес малку оспоруван, критикуван, па други велат дека и не бил толку погрешен кога се фузираше со Миравци. Не се, Таско остана долги години во Вардар, го даде својот труд и останува запишен како потпарол на Вардар и негов председател во ерата на Слободан Брацо Вујчич, за жал покоен, Драган Живковиќ и други личности кои работеа тогаш во Вардар. Овде е и мојата маленкост, Мијалче Доргутов, најваш на Вардар од моја 12-та година, некаде 75-6-та, кога Вардар испадна од тогашната прва сојузна лига, па 16-20 години како новинар на неделниот спортски магазин Скок, тони мастило за Вардар, сум пишувал и за Вардарова ревија, кога ја водеше и уредуваше Драган Вујовиќ, сум пишувал и репортажи за Вардар во други списанија, за неделниот спортски магазин Скок и за дневниот спортски вестник Скок, да не зборувам. Може Тихиот дон да се напише од раката на Мијалчо Доргутов кога е Вардар во прашање. Чудно, една пауза од 3-4 години кога Вардар беше купен од Сергеј Самсоненко. Најпасивен бе. Искрено не одев да го гледам Вардар. Немам објаснување за тоа. By the way, ќе се вратам наназад на другото. Дуваат добри ветлишта од страната на
Сергеј Самсоненко, кој со сите овие неприлики што ги има надвор од ФК Вардар, најавува дека на некој начин ќе се раздружи со Вардар. Затоа во наредните емисии, кога очигледно доваѓаат 5 минути за раскусорување на она што на Вардар му е земено или оставено како долг, се вратам на мене. Вардар продолжува со Мијалче Дургутов со продукција Скок и во овие последни 3-4 години ни става второлигашка Голгота. 2023 година, златна година на продукција Скок, од 35 надпревари на 30 бевме известувавме во живо. Веќе цела година, не цела година сум официјално потпорол на клубот. Збор 2 и за петата личност на сликата Наум Петрски, еден обожавател, најуваш на Вардар, и завршуваме со него, со оваа историска фотографија, со оваа емисија, со ова што го викаме една фотографија, 1000 зборови, а ќе следуваат 1000 фотографии каде што понекогаш ќе ги објасниме со еден збор. Мијалче Дургутов, YouTube канал Дургутов, пета димензија во спортот во продукција на Скок. Претплатете се, стиснете subscribe, бесплатно е, продолжете да не гледате. Почнува летната сезона на продукција Скок.